Фрапантно разочарувачки се бројките во цела Македонија на децата кои питачат, кои се злоупотребуваат и кои живеат во социјален ризик. Преку 2000 деца постојано се на улиците, а не е мал бројот ниту на малолетници кои се продаваат за сексуални услуги, конзумираат дроги, не посетуваат училишта и имаат сериозно нарушено здравје, што ке рече дека надржавава и недостасува организирана институционална грижа за децата кои живеат во социјален ризик, иако сето тоа се случува на очиглед на сите, тврдат од невладината организација Градиме иднина. Ние со овој проект бараме институционално да се решат проблемите, да се отварат повеќе дневни центри во цела Македонија. Стручни тимови од социјални работници, педагози, медицински лица, дефектолози, сите тие да работат на нивни проблеми и верувајте дека со институционално кој ќе се решаваат проблемите, овој проблем на ниво на цела Македонија ќе го нема. Од 15 до 25 деца биле изложени на сексуална продажба, било од родителите, било од макроата. Потоа дури 1436 средношколци користеле и користат наркотични средства, а над 4000 деца немаат никакви документи, објаснува Јовановиќ, потпирајќи се на податоците добиени од неколку месечното истражување во рамките на проектот Стоп за питачењето и злоупотребата на децата и нивното здравје. Според него, посте Скопје, Прилеп е еден од најзафатените градови со овој вид организиран криминал. Ги замолувам сите прилепчани да се вклучат во овој проект, да го поддржат овој проект, престанете да им давате монети од 50, 100 или 500 денара, затоа што тие се спремни големи театарски глумци за питачење во градот Прилеп, и каде што јас кажав дека Градиме иднина ќе се вклучи во проектот и во Прилеп, доколку него поддржат општина и советот проектот на Стоп за питачење и злоупотребата на децата. Градиме иднина само иницијативно со други спонзорства ќе го помага градот Прилеп да се отстранат сите питачи. Од Прилепскиот центар за социјална работа признаваат дека овој проблем постои, но според директорот Дејан Тошевски тоа не било алармантно, бидејќи станувало збор само за неколку деца питачи, ако се изземат оние кои неретко се носеле од другите градови. Тошевски уверува дека нивните служби во соработка со МВР еднаш неделно прават акции за пронаоѓање на злоупотребените деца, а се работело и со семејствата од социјален ризик, иако не секогаш се постигнувал посакуваниот резултат. И нивниот апел е за да се убlaži оваа појава, граѓаните да не им даваат пари на децата питачи.